Јана, доколку се слушаме, кои се најновите информации од таму кои што ни ги донесуваш во овие вести? Така, Александар, како што споменав и претходно кога дискутиравме дали има можност да се гласа за првиот нацрт амандман нели за уставните измени во законодавниот дом, морам да соопштам дека што туку пратениците со 67 гласа за, 23 против и 4 воздржани го изгласаа фактички првиот нацрт амандман. 94 пратеници вкупно гласа и сега во моментов продолжи дебатата согласно нели собраниските процедури за вториот нацрт амандман. Со овој веќе изгласан прв нацрт амандман е добро познато дека нели се менува во текстот на законот, односно на уставот, името Република Македонија со Република Северна Македонија. Само уште да напоменам дека веднаш по гласањето за збор се пријави координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМ на Никола Мицевски, кој што обвини фактички за ваквото гласање и истакна дека со туркањето, ако може така да се каже, упорно, како што рече, на пратениците од парламентарното мнозинство за гласање на овие нацрт амандмани, се создава една нова држава која што немало да личи, како што рече, на нашата Република Македонија. Напоменувам во моментов официјално собранискиот спикер ја продолжува дебатата тука во законодавниот дом по однос на вториот нацрт амандман за кој што ќе се дебатира со вклучување и за Охридскиот рамковен договор. Тоа се, Александар, најновите информации, како што споменав, изгласан првиот нацрт амандман. Остануваме на терен веќе во следниот информативен блок и новите детали како тече собраниската дебата.